Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое денеска ќе се посветиме на нешто што одамна по социјалните мрежи граѓаните го побарува од страна на уметниците и интелектуалците, како што и беа повиците, да се заземат став или да кажат свое мислење за правно-политичката криза во Република Македонија или за тековната ситуација во која што живееме, на кризата која се повеќе се продлабочува. Многумина, не многумина, туку малкумина, односно кои можат да се избројат на прсти од нив, има заземено став уште и пред самите почетоци на кризата или во самиот почеток, кога пред да се случи се ова што денес се случува. Дел од нив и се познати на јавноста, Бени Нонстоп или Златко Оригјански, се тие кои што постојано имале свое мислење и го споделувале со своите следбеници и со јавноста, но во последниот период особено се пројавуваат имиња кои што го искажуваат својот став и одговараат, впрочем, на повиците кои што беа упатувани до нив да го кажат своето мислење. Двајца од нив во последниве 2 дена се актуелни. Во текот на вчерашниот ден, пејачката Кристина Арнаудова Петровски, која што држеше и говор на протестот во пределот на предсобранието на Република Македонија по однос на тековната ситуација, денеска пак Владко Стефановски со интервју за интернет порталот Фокус исто така го кажа своето мислење. Настрана од нив кои што се дел на страната на протестирачите, кај контрапротестирачите пак на собирот на ГДОМ, односно граѓанското движење за одбрана на Македонија, во форма на поддршка со пеење на химната на Република Македонија се појави пејачката Андријана Јаневска, а исто така со пеење на дел од својот репертоар беше и пејачката Сузана Спасовска пред собранието на Република Македонија. И токму од тука ние сега го поставуваме прашањето за вас на 0260 91 924 925 со оглед на тоа дека вистина се смета за голема важност мислењето на уметниците и оние кои творат во полза на општеството, бидејќи уметниците почнаа да заземаат став, дали вие тоа го гледате за демократија или за пари, бидејќи многумина обвинуваат дека сето тоа се прави за личен успех и за пари, а другите пак секако даваат поддршка дека станува збор за борење за слободната мисла, за слободната уметност и за демократијата. Одиме соред, ќе имитуваме дел од говорот на Кристина Арнаудова Петровски од предсобранието на Република Македонија во продолжение. Не за тоа што некој ми наредил, не за тоа што некој ме викнал, а најмалку за тоа што некој ми платил. Јас сум овде вечерно со вас за тоа што имам милион причини да протестирам и денес ми дојдам да качам тука и да ви кажам се. И тука во гробот ми стои. Денес напиша дека статус на мојот фејсбук профил и сите ми рекоа право за храброста. Замислете, храброст е да го кажеш јавно својот став, кој што не е ист како оној кој што треба да го чујат и кој што го очекува. Се срамам. Се срамам во моје име, во името на моите деца. Се срамам ако ги оставам да живеат во вакво општество. Протестирам за сите мои пријатели кои што се заминаа, веќе не знам колку многу се. Веќе повеќе заминаа од колку што останаа. Протестирам и за оние кои што со закани за нивните работни места морат да молчат. И тоа го знам затоа што имам и такви пријатели. Протестирам и во име на моите колеги кои што молчат затоа што изборните кампањи се најдобро платените тезги. Други веќе немаме. Немаме. Тоа е таа економија во развој кој што ние ја осетивме. Протестирам овде со мојот народ, од се срце вечера со вас, до крај, нема правда. На прашањето на Focus.mk кон Владко Стефановски во краткото интервју кое што е објавено на интернет порталот, кое гласи и за крај што би им порачал на политичарите и на власта и на опозицијата, што конкретно би можело да се преземе за подобрување на општата состојба со нашата музика, Владко Стефановски одговара следно.
На политичарите би им порачал да не го измачуваат повеќе овој напатен народ и да го остават народ да си го живее животот и да си ја брка работата. Да се симнат малку од медиумите, да го остават пиарот и маркетингот и да се позанимаваат со вистинските проблеми на граѓаните. На власта би порачал дека постои и нешто што се вика морална одговорност, да предпоставиме дека сите се чисти и невини и дека не се огрешиле од законот, ама постојат и оставки од морални причини. По сето она што го изнаслушавме од разговорите од бомбите, владата требаше да поднесе колективна оставка, собранието да распише нови избори и да се заврши работата. Вака живееме во една продолжена агонија, а аболицијата на председателот ја доживувам како врв на хипокризија и длабока морална ерозија. На опозицијата би и посакал консолидација на силите, мудрост, ладни глави и многу среќа во остварувањето на промените во Македонија и еден совет да не ги користат истите методи во владењето на власта, туку да смислат креативни начини за излегување од кризата, за решавање на проблемите и давање надеж за малку подобра иднина на граѓаните на Македонија. А за да се подобри состојбата во нашата музика, треба да се подобри целокупната состојба и животот кај нас. Каков живот, таква музика, со сила убавина не бидува. Тоа е и ставот на Владко Стефановски. Музичарите, пејачите, веројатно се едни од последната категорија кои јавно излегоа со своите ставови, иако предходно во текот на процесот на протестирањето и контрапротестирањето, актерската фела имаше најголем дострел во своите искажувања на ставовите и кај едната и кај другата страна. Добар ден! Добар ден и да сум жив и здрав од ден. Поздрав и до вас, исто така да сте жив и здрав, повелете. Рече во Македонија постои глуп човек. Сите знаат каде е вистината, каде е правдата. Меѓутоа, многумина се продадаа за многу мали пари и од пејачите, и од актерите, и од сите тие уметници, кои што многу често го кажувам тоа во разговор со другарите, дека во иднина нивните деца ќе се срамат да кажат чиви деца се. Зборувам за онаа група на луѓе кои што застана на страната на криминалот, на страната на неправдата и на страната на подкупот. Значи, тие се купени со многу мали, ситни пари. Нема пари во држава кои што можат да окупат еден човек кој што гледа како се кради, како се растура државата. Многу мал број на луѓе прават турне без со државата, а тие и понатака го подржаваат. Јас секојдневно сум присутен на митинзите на опозицијата, или не знам дали е тоа опозиција, мислам дека е некој граѓански револт. И многу пријатно сум изненаден од господја Тарнаудова, која вчера излезе на митингот. Ги охрабрувам сите актери, сите пејачи да излегуваат повеќе со народот и не да излегуваат, него да пропагираат, затоа што Македонија крајно време треба да тргне напред. Да живее отпорот, да живее народот на Република Македонија. Господ да те благослови, биди ми жив и здрав. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па мислам дека ако еден 20 уметници се јават со некој став, не е нешто голема поддршка за оние кои гледаме дека сега уништуваат културно-уметнички наши историски споменици за наши македонски великани херои. Години порано јас 25 години најмал се водам, така кажеме, на своја борба за одбрана на наша македонска музика, за одбрана на наши македонски пејачи уметници, а всушност најголеми противници ми биле членови на Социјалдемократскиот сојуз, кои викале се дека немаме македонска музика, дека немаме уметници, дека ништо наше македонско не чини. Значи, сум се запрепастувал како членови на една партија, македонска партија, толку да имат антипатија, дури омраза кон наши македонски уметници, кои овие години добија од Министерство за култура, дури нели дека се наши македонски културни амбасадори. Во нив беше и Владко Стефановски. Имам голем респект кон Христина Арнаудова. Го разбирам нејзин револт дека наши македонски пејачи тешко можат да просперират во Македонија. Тоа не е така заради дека ВМРО ДПМН е власт, туку тоа е така дека години и децени наназад, значи,
се што е на македонско е понижувано и погазувано овде во наша Македонија. Ако пееш на македонски, ќе видиш непочитуван, ако пееш, не знам, на туик некој северен јазик, тогаш и што викаат, тогаш за тебе и вени сечат, така да речем. Од тука би рекол дека во наша Македонија, јас сум за демократија, а пошто ова партија, нали, Социјалдемократскиот сојуз беше 70 години и некаде најмалку 50 години власт, диктаторска, нали, во едноумен систем, најмалку имат право да зборуваат за демократија. А за пари ако зборуваме, јас ова наше име Свето Македонија никогаш не би го предал за пари. Ни наше македонско знаме, оти ние македонци пееме, едно име имаме, во душата го носиме. Добро, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и убав ден за вас. Во заднина додека тече емисијата, бидејќи го прикажавме ставот на Кристина Арнаудова преку низиниот говор, исказот на Владко Стефановски преку интервјуто, Бени и Нон-стоп направија песна под насловот Нема правда, нема мир, така што песната може во заднина како фон да си оди додека се емитува емисијата. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Денеска ме погодивте со темава. Повелете. Ние, Македонија, како Македонија, економски не е јака. Таа била од секој пат земјоделска земја. Меѓутоа, за културата не можеле на мал прст да ни се фата. Сме имале како пеачи, така уметници, глумци, сите ти, како писатели и така насаму. Меѓутоа, не знам што стана со народот. Дали со пола пара се продаваат за да просперираат понатаму. А многу ми е жал, покрај оној квалитет што го имаме, просперираат тие што се продават неквалитетот. И тоа го продаваме надвор. Секоја чест на Владко и на Кристина, што застана да ја бранат културата на овој народ, затоа што тоа ние го имаме. Нашата држава се темели, зашто викаме културните дејци кога идат надвор се поголеми амбасадори од именуваните амбасадори. Тоа е тоа. Треба сите да се сплотиме, сите да бидеме македонци, тоа е македонци, сите да бидеме прави македонци и да си го штитиме нашето богатство што го имаме. А продадени души доста ни се веќе. Во насловот за демократија или за пари. Денеска дојде времето повеќе од тие културни дејци да идат за пари. Меѓутоа, тие немаат квалитет денеска. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Ве слушам, повелете. Нема правда, нема мир. Повелете. Андреја на телефон. Поздрав до вас, Андреја, и до тетово, повелете. Фала. Вака за уметниците, значи уметниците ги дотолчија до дно оваа власт, ова безредие, така да во право се и они да почнат да протестираат, бидејќи имаме Министерство за култура, каде што никош не застанува зад нив, а што донесува некои глупави закони каде што нашите уметници немаат каде да покажат својата дарба и квалитет, така да кафјаните и кафичите и баровите дискотеките ги направи да работат до 1 сат. Немаме никакви продукцијски куќи каде што уметниците би снимале некои професионални филмови, бидејќи има добри глумци, има добри певачи. Така да тука се е земено на политика, така да тие телевизии се платени само да шират еуфорија за ВМРО е најдобро, ВМРО рейтинг, ВМРО ова, ВМРО тоа, а никаде ја нема ни културата, никаде ги нема уметниците, никаде ги нема певачите, глумците и ред други работи. Така да оваа држава е само земена на ситуации како нив им одговара. Така да сите гледаме продукцијски филмови од продукција од Турција кои се
во позитивно, професионално снимени и тука се стварно, значи number one, така да ние во Македонија немаме таква ситуација да направиме таков филм и гледаме продукцијски реални шоа од нашата Југославија бивша, што беше тие простори Србија, во Београд, значи тие бивши простори ги реализираат тие продукцијски куќи да ние гледаме нешто што се случува во нашето соцсвество. Така да ние тука, као култура, ја исто се бавим со музика, пеем, седим клавиатури, така да тука немаш кај да се промовираш и као пејач, и као уметник, и као сликар, и као глумец, така да стварно крајно време е сите заедно да се излезе и да се стави крај на овој фашистички режим. Добро. Значи, мора да се ова смени од корен. Сите институции не функционираат огнен. Знаеме не многу добро. Так. Ја знаме мојата ситуација. Значи, не функционира дискриминација на секој метер. Значи, насилства, закани на група на луѓе, на вакви, на такви, на онакви, на расна, на ветска омраза и ред други работи. Добро. Ден, поздрав до сите. Благодарам. И голем поздрав до уметниците и немам коментар. Само напред и моля да се дојде после киша, долази сонце, така ви кажа. Поздрав и до вас, ви благодарам за јавувањето. Кристина Арнаудова ден пред да го одржи говорот на предсобранието на својата фан страница на Facebook го напиша следното: незамарањето со политика ги остави да не направат во сопствената држава граѓани од втор ред. Токму политиката е таа што донесе закон за медиуми, каде за да ги застапуваат нивните политики безусловно, им вети дека бодот за тантиеми за македонска музика и уметност и серии и све ќе биде минимален, скоро непостоечки, за да практично не плаќаат за програма. Тоа го изгласаа со закон. Јас од политиката земам 250 денари дневно од тантиеми како автор, продуцент и пејач. Оти толку законски ми следуваат за емитување на мојата музика. Толку им вредат нивните македонски пејачи и автори на овие прочуени патриоти. Работам на милион работни ангажмани за да моето семејство живее добро. Таа политика направи никој да нема пари да не ангажира и да пејат колегите за бедни хонорари. Тоа е таа економија во пораст. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Ви пожелувам успешен работен ден. Благодарам и јас вам. Пријатен ден на сите граѓани на Македонија. Повелете. Што се однесува до темата, жалосно е што и политиката се вмеша во културата, во спортот, во се и се што и надвладаа разумот на апарат. Друго сега да кажам дека Да. По однос на темата исто сакавте да додадете нешто? Па друго нешто сакав да му реплицирам на другаров од Прилепа, ма ајде да не задржувам време на други некои што сакаат да се јават. Добро. Успешен ден. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Не знам од кај да почнам. Од каде сакате? Дали да почнам во живото, јас остарев. Не знам дека портата бива символ на борци во Македонија. Моите роднини, пријатели сите беа борци. Не знам од кој изникнаа овие борци. Со тоа заврши. Сега да кажам друго. Дали во бивша Југославија уметниците имаја фестивали во Валандово, сегде не се одбираа дали од која партија се, дали кај припаѓа, дали се граѓани од прв, граѓани од втор ред, сите беа застапени, се пеја по сегде докај ќе стигневме, се уживаше, се смеевме и пеевме. А сега, верувај не сме слепи, гледаме кој пеј, на кој му дава пари, кој е дискриминиран. Фала многу и поздрав до вас сите. Ве поздравувам од срце и само напред. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас од нас. Понатаму Арнаудова во својот текст вели:
Таа политика им дава на македонските градоначалници да трошат 2 милиона евра годишно пари за ангажирање на странски изведувачи, наши пари. Секако за македонските се троши колку што трошат за Софра, за Цеца, Сека, Желко. Оти таа политика ја смести мајка ми како работник во 3 смени во една нова инвестиција за плата од 10.000 денари, со диплома и 2 странски јазици електроинженер. Жена која 24 години била раководител на сектор, првата која во Македонија го имплементираше ISO 9001. Сега е една тажна жена која оди во 3 смени на 55 години, оти немала партиска книшка и не била од нивните. А шеф е продавачка со средно, која зема плата 40.000. Немој да ми раскажуваш за политика. Иако ве жалам, таму сите да се нема образ да ти е страв да изнесеш свој став, е тешка тежина. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Много голем поздрав, господине другар Оглен. Поздрав и до вас од мене, повелете. На вистина темите ги погодувате секој пат во правото време. Ви благодарам. Секоја ви чест. Голем поздрав до сите уметници во Македонија. Голем поздрав до Арнаудова и до Горан Стефановски. Навистина се прави амбасадори во овој случај, како што се јавија. Меѓутоа сакам да кажам дека метастазите на оваа криминална банда стасале секаде. И во спорт, значи и правите амбасадори, уметниците, и тие веќе страдат од овој рак од кој боледува Македонија. Так. Нека се охрабрат уметниците да не наседнат како на тие што се откачија од своето, да кажам, стадо, малку вулгарно се изразам. Овој што од прилеп, морам малку само да кажам, пред Великден да ги напаѓа оние што не треба, а да го брани Тони Михајловски, кој што се одметна од правите уметници, кој што лета на секаде, секој пат врти капа. Јас сметам дека навистина немој место за таму, меѓутоа он се нашол таму. Голем поздрав. Јас сметам дека Македонија ќе успее да се врати својата демократија и секој од овие што се огрешил навистина да си ја плати казната, и за сите што протестираат низ цела Македонија еден голем поздрав и охрабрување, и да ги поздравам со нема правда, нема мир. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас ќе се представам со тело, име и презиме Бранко Николовски од Битола. Поздрав до вас, Бранко, и поздрав до Битола, повелете. Фала. Ќе почнам вака. Не ќе да потребам некој многу полош збор од типот на некој вулгарности, меѓутоа за македонецот, македонскиот народ. Знаете од историјата, од секогаш какви сме биле ние како народ, со сите негативности, од предавници, од кодоши, од шпиуни, од народ кој секогаш беше склон кон мито и корупција, од народ како во сите филмови тавче гравче. Сега е моментот на сите ние што живееме во оваа држава да го смениме тоа име за нас или тие епитети за нас. Доста ни беше од сето. Мислам дека е сега време. Зошто? Јас како лично сосеќам одговорност морална и секаква према сам себе. Утре моите деца, внуци и правнуци кои ќе прашат кај беше татко ми, дедо ми и не знам кој во времето на оваа шарена револуција, што јас ќе му кажам нив кај бев? Како Сузана Спасовска во Мелбурн или во Сиднеј пееше, или како не знам кој друг, не, јас ќе видам тука. Ако и прашат тие што пеа на, не знам, на Гдом, пеачи или не знам кој беа таму уметници, кај беше ти бабо кога се случуваше шарена револуција во Македонија, што ќе му речи да пеев на контра протестите? Значи, тоа е илузорно. Мене ми е многу гордост што го слушнав Владко Стефановски и ова Арнаудова, и многу ми е кеф што ете двајца, ево и Бени направи песма
Меѓутоа, едно сакам на нашите уметници, ево, пошто таква е темата, тука може да се вклучат и фудбалери, може да се вклучат и спортисти сите, може сите доктори да излезат, може да излезат и сите хендикепирани. Например, треба да излезат и глувонемите. Зошто? Затоа што пуштат турски серии без текст, како тие ќе слушат тие. Треба да излезат да протестират. Едно сакам да кажам. Кога Америка го бомбардираше Белград, цела музичка естрада излезе надвор на улица и имаше концерт, пееше. Кај се нашите тие? Мислам, ова го зборам исклучиво бидејќи темата е така. Да, ако не, нема гај. Ако вие, ако можам да ја проширам, можам да зборам уште пола сат. Не, ама да оставиме простори на другите. Така, меѓутоа, само едно да биде пример. Америка го бомбардираше Белград. Знаете што се случваше, излегоа надвор сите пеачи, се бранеа. А кај сме ние? Го апсиме невиниот човек дека фрлил со балон и искршил прозор на Иванов или дека украл лаптоп. Абе тие цела држава ја украдија, никој не одговара, па некој искршил прозор. Ајве, молам смешно, да, ја поддржувам ова шарена револуција и ќе бидам горд ако се смени се ова што се вика сега моментално на власт. Фала ви многу што ви одзедов од времето. Ви благодарам јас за јавувањето. Стефановски Владко во своето интервју за Фокус на прашањето музиката и политиката во Македонија, колку се тие поврзани меѓусебно, дали политичките случувања во земјава имаат влијание врз музиката, дали и на кој начин се засегнати музичарите од актуелната политичка состојба, тој одговара. Еве еден конкретен пример. Поради актуелната состојба откажавме 4 планирани концерти во Македонија. Со Мирослав Тадич и со Љубоња како гости. Требаше да одржиме концерти во Скопје, Струмица, Прилеп и во Штип. Од сето тоа ќе остане само обраќањето кон студентите на Штипскиот универзитет поради поканата што не сакаме да ја одбиеме. Со други зборови, деновиве, нема атмосфера, ниту желба, ниту внимание за ништо друго освен за политика. Знам дека се наоѓаме во исклучително тешка и деликатна состојба, но во медиумите нема ништо друго освен политика, а тоа е напорно и за гледање и за слушање. Од секојдневните пресови на партиите, од панел дискусиите, од коментарите на разните експерти, вестите од културата изгледаат како вести од некоја далечна планета. Луѓето се гневни, незадоволни и со право протестираат по улиците. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Темата е многу добра и поддржувам сите што се јавија, сем тале, кои што сме навикнале така да го слушат сите граѓани на Република Македонија. Меѓутоа ме потекна едно да се јавам, пошто брзајќи се да ја фатам емисијата и вестите и вас во емисија. Так. Случајно една телевизија, се знае која е таа телевизија, слушам за протестите на граѓаните што ги организират. А слободно можам да кажам дека тоа се глупи зборови од таков медиум, албански националисти, значи ги поддржуваат изборите, протестите. Тоа ме изреволтира да се јавам и затоа да го поздравам Тале да пушти и да слуша такви глупости и да ви кажам дека од 91 година и порано, како да кажам аз комуниста од 74 година, искрено жалам за таа партија и за тој систем. Тоа е тоа, меѓутоа од 91 навамо од Социјалдемократскиот сојуз можеби тие се уште полоши зверови во срцата, али се уште не сум начекал некој да кажува вакви се албанците, вакви се турците, вакви се србите, така натаму и така натаму. Добро. Благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Одиме со следното јавување. Добар ден. Добар ден, Огнен. Поздрав до вашите гледачи, до вашата емисија. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Го почитувам ставот на господинот Стефановски и на господјата Арнаудова. Потполно се правим. Меѓутоа слушам тамо и гледав како Сузана Спасовска пее тамо на контрамитингот. Не знам зашто пееш, зашто славеше, дали славеше за аболицијата славење, зашто славија. Стира тамо, дали е слободоњето на Заев. Да сама него амболицира Заева, Ивано го амболицира Заева. Тоа е нелогички. Меѓутоа, за Сузана знаме една дека е пејачка од материјално, не од патријатско или духовно.
Еден случај имам. Во Азрополе, еден исто патриот од наводници ВМРО-ес, посетуваше еден крст правеше тамо. И замислите сега. За нас пасолка беше повикана, присутен тука, слушав што се случуват и така, сите на тие случки и пратев. Добро. Рохиска свештеник што требаше да го свети искрстот. Заврши службата и од него скриваше газдата и кога треба да се свети искрстот, што треба да му плати 500 денари за светењето на крстот. Викаше некој неовластени да се свети. А слушав од другите присутни дека Сузана Спасовска дал негде околу 3000 евра за еден сат да му пеет на тој газата. Замислете, и тоа как се свети? Ако била патриот, ако била вернешка, ако има чест на крстот, таа ќе дојде без пари. Замислете дали таа патриот, дали тоа патриот или да е так. Тоа, дали тоа уметничка за од патриотизам, од сакање музиката или од материја. Добро. На еден представец дали работи во црквата Клиса, не знам, често пати го вика. Му кажам дека на северната граница, ако се односи на Србија, во Србија најмногу се слушаат македонските песни, најмногу се стенети. Добро. Сите признато викат да не поминеш во Македонија, да не запишеш, да не зекчете на дегрите да запеат. Меѓутоа сега, да му кажам некој од градоначелник во Прилепа кој на Пивофест. Србија ги викат певачите, ние никој не ги викаме. Нека се со него, нека се очи таму. И телевизиите сите што се од владешката, сите тие српски песни принесува. Не е народот да каже, не е да само опозицијата. Поздрав до вас и да Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Тоа беше последното јавување во текот на денешното издание. Да, веќе може да се тргне подписот од екранот. Евентуално само доколку некој чека на линија, тогаш би го вклучиле. Не, добро. Тука и ќе се одјавиме порано за да може и да емитуваме дел, ако веќе емитувавме став на Кристина и на Владко. Ставот на Бени е преку песната која што во продолжение и ја пуштаме за одјавување од емисијава. Пријатно. Утре позори, а не сум баш и толку млад. Тешко ми оди, не научих да бидам гад. Малку ми треба да се радувам, добар и глуп останувам. Нема правда, нема мир, нигде нема ваков филм. Само сакам да сум свој, одбивам да бидам број. Знам имаш проблем, во очи да ми погледнеш. За да ми кажеш се што сакаш, не смеш. Образ е образ, не се продава. Отишло све у безтрага. Нема правда, нема мир. Не сум гледал лош филм. Само сакам да сум свој. Одбивам да бидам број. Правда нема мир. Сакам да сум свој. Одбивам да